Ништо не остана од старата ковачница каде со векови се чувал ковачкиот занает во Берово на месторите од семејството Мустафовски. Огнената стихија пепло са се и го фрли во постела 80-годишниот мајстор Али Осман, кој не може да се помири со мислата дека се им е уништено. Савајата така е дошло. Сега сите ми вика да се нервирај, ка нема да се нервираш, ка нема да се нервираш. 4000 евра там и у неја изгоре, друго шо ти кажа. Многу нешто имаше таму што изгоре. Дрва имаше и у неја изгоре. Тој се присетува на кобниот ден кога вивнаа во пламен двете ковачници во Берово, кои беа залепени една до друга. Тој ден не сам работил ништо, ни оđe, ни ништо. Јас си одев оти дрвата саме таму, одев по дрва, донесох туку дрва и ми викна, вика се догоре, не вика за му вика, ама оти се лепенка. Вика се догоре и кога иде да види, има што да видиш. Неизвестноста сега демне над ова семејство, чија екзистенција зависеше од ковачницата. Работилница па колку толку излази од неја. За јадење има, ама за иначе нешто да зашпараш, не може да зашпараш од неја ништо. Треба си треба за това. А са ништо, са шо? Са нервоза. И стариот мајстор и неговиот син се со намера да ја обноват работилницата, зашто им треба помош. Наравно, обстануваме, живееме, ковачинска, ако не, че нема лек. Па, че пробаме да регулираме. Мора да се работи. Еми, че видим, че бараме помош од општината да помогнат нешто. Така. Во неделата попладнет огнените јазици уништеа две стари работилници, проголтувајќи ги последните ковачници во Берово. Истрагата која се уште трае треба да ги утврди причините за пожарот, но се поизвестно е дека пожарот тргнал од некоја од ковачниците и ја загрозил екзистенцијата на двете ковачки семејства.